ќе направиме се во иднина да демократските процеси продолжат и на овој дел од градот, во посебно 3/2 каде што тие живеат, да допринесеме да владеат сите демократски процеси и сите елементарни работи кои што треба да ги поседуваат тие граѓани. Како локална самоуправа почнавме да го реализираме практично овој проект на подобрување на условите за живење и социализација на овој дел од градот, така што првин го тампониравме, ја тампониравме главната сообраќајница која што води до населбата Три Багреми, потоа направивме подобрување на електрификацијата на тој дел од градот со поставување нови столбови и нова електрична инсталација на тој дел од градот. Понатаму го подобривме водоснабдувањето во смисла на отстранување на сите технички недостатоци кои што беа на тој дел од градот. Овозможивме јавен превоз на децата од основното училиште Добро Ивановски за децата од Три Багреми, Мексико, и во постапка е процесот за легализација на диво изградените објекти, како почеток за урбанизација на тој дел од градот. Мораме да ги поздравиме напорите и заложбите на градоначалникот, она што го кажа во својата изјава дека се работи во населбата е факт и вистина, жителите тоа најдобро го осетуваат, бенефициите ги користат граѓаните на таа. Меѓутоа, ние како организација секогаш се стремиме кон идеализам, односно да биде општо корисно за сите. Напорите мораат да продолжат, не можат да стагнираат, дека не можеме да се помириме со фактот дека толку треба да се вложи во населбата и 4 години да поминаат во реализација на други проекти, меѓутоа не во реализација на проекти за подобрување на квалитетот на живот на ромското население. Јас се надевам и убеден сум дека новата локална власт на чело со новиот градоначалник максимално ќе се заложи да се подобри квалитетот на ромите во населбата и да се достигне тој императив кој што сите го сакаме, а тоа е ромите да бидат еднакви граѓани во општина Прилеп. Пред се сакам да му кажам дека сме горди што имаме такви добри ученици, добра соработка со родителите, континуирано сме во комуникација, му се даде простор и гордост ние училишните одбори што не представува сега двајца родители од ромска националност. Соработка со сите невладени организации, тука да го напоменам грантот што го заедовне во заедничка соработка со невладината Рома Перспектив за промена на дограмата на училиштето и санитарните јазли. Така да од септември учениците ќе работат и ќе учат во сосема нови услови. Оние ветувања што ги имавме досега се реализирани, но имат уште и кои што ги реализираме заедно со градоначалникот. Приоритет најголемиот дел е да се вложи во образованието, токму како што го правиме и овој дел кој што земаме поголеми грантови. Втор дел е домувањето кој што треба да се подобри на сите граѓани во општина Прилеп, претежно акцентирано на ромите кои што се во делот на Горна Беровска, Гостиварска, Три Багреми, Деварца, па и социјално загрозените семејства да го подобрат својот статус во делот на вработувањето, претежно кај младата популација. Третиот дел мораме да го исто така да го акцентираме е да се подобри по положбата во однос на соработка помеѓу институциите, општина, граѓанин и така натаму со цел да се приоритизираат приоритетите кои што им се на граѓаните во неопходните или кои што треба да ги реализира самата општина, советот и како градоначалник институција.